работите во здравствениот сектор се појави и незадоволство кај делот кои што работат во здравството, па возачи, административен персонал најавуваат протест. Удружение на медицински сестри барат линеарно зголемување од 15% за сите, а еве за во понеделник протест најавуваат и кофинансираните специјализанти. Имавме бројни состаноци со представниците на двата синдикати во здравството со многу здруженија. Навистина се направи една балансирана прераспределба на процентите на зголемувањата на основната плата. Ветувањето од 100.000 денари согласно нашата програма во терцијерното здравство ќе се оствари следната година. Меѓутоа ние ќе продолжиме со планот за одвојување средства и понатаму за да инвестираме во и докторите и медицинските сестри заради тоа што се тоа носителите на нашата здравствена дејност. Во текот на изминатата недела имав состанок со кофинансираните специјализанти. Дозволете да ве потсетам дека владата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија беше првата која што одвои средства во 2018 година приватните специјализанти за прв пат да бидат платени за својот труд. Тие дотогаш работеа практично без пари. Меѓутоа, кофинансираните специјализанти се една посебна група која што има направено посебни договори, заради тоа што преку специјализацијата ти има направено и работен однос на определено работно време. Согласно законот, кога завршуваат со специјализација, нивниот работен однос се трансформира во работен однос на неопределено време. Тоа што кофинансираните специјализанти за време на средбата во текот на минатата недела побараа, е да тоа се направи како трансформација на работен однос уште за време на траење на специјализацијата, зашто во овој момент не постои законска можност, а се со цел да го добијат зголемувањето на средствата кое што сега го добиваат останатите здравствени работници. Со оглед на тоа што е барањето сосем легитимно, ние договоривме дека ќе направиме неколку работни средби во рамки на Министерството со правната служба, во рамки на нашата соработка со Фондот за здравствено осигурување и веројатно со дел од пратениците со цел да видиме каква е можноста тој закон во тој дел да се промени. Закажавме уште една средба за тогаш кога ќе ги имаме овие информации, веројатно во текот на следната недела, за да видиме што и како можеме да направиме со оглед на таа динамика која што се одвива во собранието во периодот кој што следи пред нас. За тој протест дека е закажан после нашиот состанок, разбрав во текот на вчерашниот ден, секое барање е легитимно, секаква одлука е легитимна, но јас ќе потенцирам дека имавме работна средба, преземавме обврска да ги расчистиме тие работи и закажавме уште една средба на која што ќе дискутираме што и како може да направиме, заради тоа што станува збор за потреба од измена на Законот за здравствена заштита.